Ќе бидам објективна и непристрасна. И па тама. Од секогаш и за секогаш. Кој е за вас најдобриот женски вокал на овие просто Тамара? Билјана Драгичевиќ кажа дека те предложила за улогата на Ула? Ја. И дека кога ја видела улогата била, а ова е тија. Да, скроз. И никој не верувал. Јас сум одела сама у кола ке сум влезела, од 9 до 11 сум пела у Прилеп, од 11:30 до 1:30 у Битола и сум се враќала дома со се штикличките непресоблечени. А со деца, учителки во градинка би биле? Да. Не. Пошто пијам вода цело време дуре. Пошто сум жена у менопаузи. Морам да ве прашам кога дует. Смеам да зборам за тоа. Здраво, девојки, која музика го врти вашиот свет? На Тамара музиката. А, твојот. Ама не, поготово последниот фаз. Смеам да зборам за тоа? Не. Добро. Забрано. Има еден проект. Здраво, Јована. Здраво, Јована, фала што Тебе ме што ти го викна. врти светот? Мене што ми го Да. врти светот? Или? Вашата музика. Моментално во овој момент светот го врти, ако правиме муабет за музиката, во моментов нема да бидам пристрасна, ќе бидам многу објективна. Моментално мене мојот свет ми го врти новите музики на Тамара, кои што се спектакуларни. Верувам. Па ќе чуете. Здравје. Све овде ќе се снима, имам информација. Мене ми го Во врти ова светот студио. новиот албум на Реј. Рај е нашо, се понашо Да. не увинкла она уопште. Не е добра. Не е Ама добро затоа гледата, али е одлична. феноменално. Не е Лудило. добра, ама затоа е Лудило. одлична. Али затоа Само што чао. земала, да, за number one хит на Британија, мислам, за Baby, Where the Hell is my husband? Со каде е машми? Да, каде е Да, машми? каде е машми, Ти треба да. титул доле да стои сега за не, добро. Секирај. Значи на Раја. Добро, Добро. супер. Ќе ви поставам кратки прашања да ми дадете краток одговор. Ајде, Тамара повели. или Тијана? Како? Тамара или Тијана? Сенида. Аха, одлично. Ма немој. Куку мене. Тијана. Се шаламе, како може да ми го постави тоа? Па Ама што? и да не пак ќе кажам, ќе бидам објективна и непристрасна. И па тама. Од секогаш и за секогаш. Кој е за вас најдобриот женски вокал на овие простори? Амбе, луѓе, што ме прашувате глупости. Докажано е, жената победи на Евровизија, на најгледаниот телевизиски шоу после Олимпијада. Жената победи, доби 12 поени од Велика Британија. Фала лепо, фала најлепше, фала од срца. Значи во Велика Британија Како ти знае. кажам, како таа дали Тамара или Тијана? Тамара. Always and forever. Добре. За мене не. За тебе не. Ти обратно ќе кажеш. Ајде идемо дале. Бритни или Адел? Адел. Брит. Бог да чу. Македонската Бритни. Ама знаеш зашто? Ја ќе имам образложение. Ајде. Моите другарки од Београд, Ивана, Срна, Софија, сите тие што се, Поздрав. Тамара ја викаат Бритни. Јас знам. Секогаш. И они ја завикаат Бритни, Тамара од тогаш Бритни, има 20 години, и Бритни остана, затоа е на неа Бритни. Па од првата Не, песна друго. таму Види, беше ја- Големо прашање дали е Бритни меѓу живите. Да, Ајде, ја би се поистоветувала повеќе со музиката на Адел, мислам, да не се И лажеме. вокално. Меѓутоа, еве да и контрирам на неа. Нормално, па фала Богу, Да, да, не. да, мора. Што е сестра ако не Идемо ти дале. контрира? Макфест или твое лице звучи познато? Ау, како го кажа Always тоа, and forever. звучи. Звучи. Да. Да, да. ТЛЗП Always and forever. Јас сум за Макфест. И вау, ти си за Макфест. Океј, Ама фер, фер. нормално и тоа е нормално да она биде за Макфест, затоа што живее во оваа земја, затоа што прв настап уште зуби немаше. Да. Не ги немаше предните заби ги немаше. Далечно до 91 година. Така и пееше со Маријана и Ростана, прекрасна една песна, која што се пак ја пее убраво. Ама не кажувај ништо Добро ти не жено. Добро извини. Добро, ова не е кажано. Ова ќе го сечеш. Сметајте дека не е кажано. Нормално е дека на неа е Макфест, тој беше првиот настап. А мене ми е ТЛЗП, затоа што Затоа што победи. не победив. Не само тоа. Стевче ме победи за 3 бода. Лажеш. Стеван Анđелковиќ, да. Знаеш дека ја мене у глава ми е дека ти Не, се не, победила? Стевче И беше мене ми Тома беше, па Здравковиќ. проверив. Да. Стеван Анđелковиќ А, така беше е, као Тома најдобар Тома Здравковиќ ever. Да, ама тогаш сите свативме дека ти не си само пејач, дека си комплетен артист, Да. што е и актер и се. Да. Потоа Билјана Драгичевиќ кажа дека те предложила за улогата на Ула? Ја. И дека кога ја видела улогата била, а ова е тија. Да, скроз. И никој не верувал, не знам Да. дали го знаеш, Да, да другиот кажа. момент, освен Игор Иванов Изи,
кој што ми е мене, можам да кажам слободно, како постар брат, затоа што сестра му, Тина Иванова, учеше заедно, учевме и средна музичка и академија. И единствено Изи Билова, да, само тие. Пошто ме знае, од кога знаем за себе. Молам? Па добра, ама и Билјана тоа го кажуваше дека А мора да Бикси? ги знаеш сите актери, Така е. пеачи, сите на сцената за да одбереш кој е точниот лик за Билјана нешто. Драгичевиќ и ја учевме заедно во основно Јохан Хајнрих Песталоци, она беше 8 Дж, ја бев 8 Б, она беше српска паралелка, она и Лилич. Така што ние бевме заедно драмска Али секција. Бица е сериозен кастинг директор. Мислам, Да. стварно Најбоље знаеш што И како прави. актерка е, И како актерка тоа збора нема. посебно за комедија. Добра Сега, и за драмска тоа што глумица. сме тука, морам да ве прашам кога дует. Не сме слушнале Кога баш дует, дует па еве од вас. на новиот албум имаме заедничка песна. Смеме да збориме за Смееме Што ли не ова е да го добро, еве готово ти пошто почна се. Имаме нова песна конечно, која што се вика Кога си далеку. И ја не знам како ќе ја отпеам, пошто прв пат кога го прочитав текстот и кога почнав да се ја подпевнувам, пошто сум во тие години, нели, прст да ми покажеш ја на реклама Нема плачам. врска тоа со годините. Тоа е сорта. Па може и тоа сорта, сите сме плачи у фамилија. Не знам како ќе ја отпеам. Не, ќе ја отпееш Па добро, ќе само отпеам, да. само здравје Одлично, Боже до сигурно. година кога ќе треба лајв да пееме. Да, сме живи и тогаш, здрави. Многу ќе тогаш плачете. ќе биде многу Има тешко. такви песни рецимо кои што не можам никогаш да ги пеам. Кој има овде вака ми стои Кнедла. Како на Една пример, од тие песни е Далјине рецимо на Маја Џаклиевска, која што има една строфа која што е моја. И таа строфа кога ќе доема, тоа паѓа му несвест, нема шанси. Авторот на таа numera, покојни Војкан Борисављевиќ, инсистираше не знам колку години поред, дај бе вика, дојди да отпееш, само ти можеш да отпееш таа песна со симфониски оркестар, И што, не прифати? Винички, прифатив. Ама ја Има исплака. снимак. Давај ја испе. Да? Да. Кој тој снима, како не го знам јас? Ке ти покажам друг. многу ми е добро дека ќе снимате нешто ново. Тамара е малку од Па стварно твојата... имаме, еве јас оваа година правам 25 години од кариера, мислам, жената има А нема 25 нема години на од 20. Она прави 25 години од брак. Мислам, глупо е више стварно да онака инсистирав овој пат да се најде нешто за нас две, зашто мислам Тие дека направи 25 Добро, години, зошто од не брак, требаше 50 четврт години век у за февруар. да Како, го извини? направи? Зошто четврт век чекавте? Така е. Ајде де. Абе, така требало да така биде. требало да биде, Не, да, не, ова е види, тоа. никогаш не ни понудил никој песна која што ете Ни понудиле, али или на неа не ѝ се свиѓа, или на мене не ми се свиѓа, тоа не може тоа да се... сакав да не докажав. Никој не ни понудил песна која што На двете ќе ни се не сме можеле да ја одбиеме. А добро, како? Зашто двете имате сериозни хитови. Значи, нешто што е кај нас реткост, да има некој пеач, толку многу хитови, толку многу примери за квалитетни песни. Тамара, мислам дека секоја песна што ќе ја извади е хит, не е само вокалот апсолутно е најврвен, како што нема кажа само ти. хитови во Македонија 1003, и дале се пее, па тоа паѓаат у несвест кога се пее у Сите паѓа клубови у Србија, Тоа е у нашиот Босна, у- музички вкус. секаде. често, Тоа кој имам сакам да кажам. што е тоа што треба, затоа што многу ретко го гледам. Па тоа е нешто Хитови? кое што не, тоа е нешто кое цело што време ние го хитови. имаме вајда во самите себе, да знаеме точно што би одбрале и што би испеале и знаеш, и многу е битно како ние ја отсеќаме песната која што ја изведуваме. Не може некој да ви наметне ова е топ за тебе и Па не, мене ако на пример ти тажна љубов ми е наметната. Како мене што ми е наметната земја моих снова, ја имам песна која Апсолутно, никако али да ние не сме е биле така. паметни у тој момент да кажеме, окей, Ајде. знаеш онака кога подсвеста ти кажува нешто дека треба да го направиш, знаеш, и ти- испаднало. И Добро. Ама ја секогаш нема се сложам со тебе, ја да знам што се хитови, само хитови би снимала, брат. Не Никош не знаеш знаеш што додека Ма не не го можеш да испееш. снимаш хит, се снима еднаш од 10 години. Таков хит. Ја не Таков сум хит? имала 24, ако ćemo реално 20 уствари. Не, пај. Значи така- така, све исто, само njega нема е снимена пред 20 точно години и 9. Ако сакаме да се осетиме старо, Па добро, не, ја немам викнете ја проблем. Тијана. Не, немам проблем, ја ама да пред кажам. 22. Како вика онаа Ама не, и рано почнавте ви. 50! И немам проблем со тоа, разбираш. Тоа е топ. Али, Не. ја да знам што се секогаш и она и ја
ако ми лежи ако ми е убаво на душичката да ја снимам, ако ми е убаво кога ја слушам, ако ми е убаво додека ја пеам, па ќе ја снимам, па што сака нека е. Рецимо постои сега една песна која што ми се појави, која што треба да ја снимам ја за мој сингл, пошто е албум и одамна не снимам. Немам потреба. Ќе кажам и зашто. Тука ми е. Кога ќе ја слушнам убаво ми е, Тамара е фазон, не сум ја ти ова. Зашто? Ова е многу лајт. Она другачие ме доживljava. Ја другачие ја доживувам, не знам. Она ме доживува многу подруго. Многу по-борбено, онака, знаеш, не такви песнички не изличат на неа. Па види ја, самата појава неизина, ти личи дека треба да пее. Јас ке се бранам со молчење. Не само да ти кажам, треба да ја слушнам. Другачие ја слушаш ти. Могуќе. Ќе ги слушнеме Многу двете. поразлично, не, многу поразлично ја слуша таа песна, она. Да, могуќе. Ја слушам као финале. Ја знам како треба Како звучи треба да скрос, личи на крај. ти на почеток. А добро, која е разликата зашто вие си ги гледате тие моменти, развој на кариера од Белград регионална и од Македонија регионална, што е полесно, што е потешко, зашто на едното место конкуренцијата е страшна, значи претпоставувам во Србија е нешто Мочвара неверојатно. полна со крокодили. Апсолутно. Многу е битно да си тука во таму каде што подалеку. се случува, каде што се случувањата. Пошто ало, Тамара, треба да дојдеш одма сега таму и таму у тоа студио, ја ќе му кажам, сега е Палам тргам. авион. За Само 4,5 сата сум таму. За 4,5 сата е веќе све завршено. Дошла Теата Дошла, Илови, сите дошла дошле. Јована Пајш, дошла Марија Шерифовиќ, тутуруту, Тамара Готово. кај, ако Тамара е можеш да униш. бидеш тука. И мораш Така да што на бидеш неа е веројатно многу, мислам, подобар ми за да беше те на поканат. почеток, полесно Баш. е да си, мислам, Да. подобро е да си таму и она е Сега, сведок колку за лесно, тоа. Тоа е дискутабилно прашање. Не, лесно колку мене ништо би било не е. лесно на Па не, почеток. ама полесно ти е да си таму него од овде да Апсолутно. менаџираш све што се случува Потпуно се таму. сложувам со тебе, ама сакам ти кажам дека јас кога почнав да творам во Србија 2000-та година, 2001 уствари излезе мојот прв албум или 2000, не ме вез. Во новиот. Ние имавме Давно само е тоа било. телевизија како медiji и имавме хард копи, односно CD. не, па да, CD и весници. Ние немавме имаше инстаграми, толку многу весници. немавме тиктокови, немавме, знаеш, и онда тоа беше борба титана. За да некој те примети. А јас сега- ја имав таа среќа што влетав у цела таа приказна, дојде некој нов од негде, паднат Од Нептун. и дошол и сега збори српски, одлично, пее, комуникативна е, една песна само, пап, степски вук, ај здраво, довиđenja. Песната е исто многу битна у целата приказна. Ама нема. Сигурно. Ако не и најбитна. Али и комуникација со медиуми, со луѓе. Зашто мене една Колку моја... е битно сакаат да работат со тебе, а не со некој друг, без разлика на самиот квалитет, колку е битно да си вака човек кој што е интересен. Рецимо Марина Туцаковиќ покојна, Бог да ја душу прости. Она стално каже, ти си маца досадна, многу си досадна, да живиш нормален живот, имаш мужа, имаш дете. Шта да пишем, баќане? Ти си нормална, ти си расла. Вика, ти си растена, вика, као заштитена, као бели медвед, вика, ти си растена во нормална средина. Ти не знаеш што се санкции, не знаеш што е немање. Ти 90-тите не живееш овде, ове се века удрено со мокра чорапа, бе, све никој не е нормален. Па сигурно. Дошол од После Валјево, тоа што али се Валјево случи. не излегло од него. Вика, ти пак доаѓаш, Скопје јесте град, метропола, али пак е помало од Београд. Али доаѓаш до некој нормален човек кој што е непосреден, кој што е здраво главата. А вика, ова се отидено, одавна е отидено у Хондурас. Али си досадна, ма ти си досадна, немам шта теби да пишеш. Рецимо Марина И никогаш не ми друго е, и напишала друго ништо. е времето тогаш. Од Друго е сега. времето Друга тогаш и при- друго е сега, Па да. сега хиперпродукција, сега секој може да пее, Така е. сега и Ма постои секој може аутотюн, да- така е. сега Апсолутно, може јас да секој почнем да тоа влезе, средата овдека. Па и апсолутно од можеш. TikTok можеш да направиш вау кариера. Така што да резимираме, потешко е од овде таму да правиш било што него да си таму во жижата. Верувам. Ама пак ти успева. Сега Мене беше, со лушо. Па ја немам ништо таму, мислам, имам тој еден хит од пред 25 години. Знам Не бе, е Тамара, само ма те хитот, сака, сега, те почитува, да. те вика, тебе беше кај Жикао, никад не е касно. Тоа те Им слушав покажа и како беше- се пее неделја. Неделја. О, меѓу како другото. го живав. Меѓу Се другото, греши гледаше, текстот, ама али мислам нема и вeze. сите жива.
Никој не примети. Зашто од нас. мораш тоа да го кажеш, тоа ја не го кажав на... Никој не ни примети. Сега ќе кажеш ти сите ќе речат. Не се сеќам. Ја, ама мене ми е тоа рак рана. Ќе умрам. Заедно А има што точно беше? Па на место, што да кажем, мајци кад ме ме нема, пита, да ја кад ме- доđem у дом дом да ја да ја свратим, свратим. требаше да се јавим у дом да ја свратим. Сега, Аха. пазите, добро, да. мене у тој момент, ја не знам како. И Значи, дојде, никој не знае. да го Па добро, сменам докторе, да сгреши текст, текстот. нема вeze. Значи, ја го сменив, буквално си го сменив по Тебе своje. така Така ми ќе дојде. се јавуваш. ќе Пееме вртиш. ние двете, пееме у истата таа емисија, Шутка и Топана или ти Джипси сонг, ја лепиме со шекерна. Да. И таму го... Правиме медли. И таму го... И она пее Шутка, ја пеам. Шутка и Топана имаат една мана што не се во Индија, за да види Кришна што е тоа живот на земја. И оваа сега втората строфа. Јас сум шетал, јас сум бил на запад, дури до Германија, за да најдам парче Парче? леп за мене и за мојата фамилија. Не, Така е. Не! за да види Кришна што е Гос! тоа живот. Ја тој го има на снимката, она пеа ја. Леле Тамара Не со е страшно. текстовите. Добро. Али нема везе. Доктор е да сгреши текст. Доктор на наука. Фер. Ама нема веза, битна е емоцијата на крајот Така од денот. е. Ако Апсолутно. подобро Така испееш е. од оригиналот. Никој тоа не го провали. Да. Никој. Еве сега си да ги го пробала. Па е добро, да многу ми е гајле. Пошто ти кажа. Што ќе им преме на лајкоите, само Ама ќе лајкуваат. 200.000 прегледи. Ама на ние од тоа TikTok. немаме ништо. 4 хали. Слушај, да, замисли да имавме по 1 евро од лајк. Еј, па ти. Па, тоа више ми се свиѓа. Па него котизација, уидемо. Се имате некогаш скарано во однос на, не знам, сака, решила Тамара, не можам веќе, ова ми е претешко, ќе се откажам или ти си решила премногу се занимавам со музика, јавен живот, ќе се повлечам и другата да ја рече станувај на клоци и оправи се и продолжи дале. Затоа што Секојдневно мислам, ние тоа е се сестра. клоцаме. Не клоцањето. Секојдневно ние се поттикот. бустаме, секојдневно. Не постои баш многу добар што ме мотивираш да ве поканам заедно. Многу добар рил изгледав на TikTok. Природно, ама мислам дека има право дека као девојките што имаат сестра или брат за сапорт сериозен за поддршка, 10 поле пати служи. можат да се посилни затоа што кога ќе паднеш имаш кој да те стане, па макар и на клоци. Така е, разговорот со неа некогаш ми е како терапија. А некогаш ми треба терапија после низиниот разговор со неа. Ето, тоа ми се случува многу често. Али секојдневно се бустаме ја и она, мислам. Например. Па во секој поглед, дали приватно, дали професионално, знаеш, мислам, она ми е критичар најголем. Прво на неа ќе ја пуштам да чуе. Прво, знаеш, ми е битно она што ќе каже. Мислам, она многу добро ме познава, можеби пред некој ден дури рече, ја те познавам, човече, поише го ти самата себе, што Да, се. тоа верувам. И Зашто такви е некои типа. Ја прва ја ситуации. зема фураце, бе, аман шо ти И е. такви некои ситуации, знаеш, Јас сум доведува да постара по некоја природен тек на настаните, да се исконсултираме една со друга и да си кажеме што мислиме искрено. Се блокираме редовно, тоа е да Ретање. се разбереме. Јуки не. Немој сега и тоа ќе се проверува Блока, како блока, ова другото. блока, блока. Да не се блокира. Facebook, блока, Блока, Instagram, блока. Па наслови ќе излегува. Ама Ако слушај, нека- може да раскажам? Ајде. Предпоследната неизино. Леле, мајко. Слушај, Излеза. нешто се скаравме, мислам рендом стандард, Глупости. глупости. За глупост. И не се имавме чуено 3-4-5 дена. И се слушаме ја и она, почнуваме као ништо никогаш Као да да не се ништо десило, не се да. случило. Како и Стандард. треба да биде. Па, И увек, слушај, ова, заувек, и ми да. праќа чланак од некоја новина, како она дала изјава. Знамо да се посаѓаме со Тамаром, она, ево, и сад сам ја блокирала, не знам Али што. први пут сам ја јаблоки. Али пази, и она ми го праќа ова и ја ја одговарам, зашо Кој е лажеш, зашо? море Зашо викам лажеш, дека кој си ме сме блокирала. А она вака вика, Беше блокирана 400 не примети! Ќе те Која беше убијам! поентата на казната, ако не... Она 48 Ја не приметив сата воопште не дека сум приметила дека блокирана. била блокирана. Не ти фалеа Па многу сторињата? беше јако. Не, ова збори за ова е WhatsApp. Ова е за WhatsApp, све. Инстаграм не. Не. WhatsApp, телефони, SMS, ништо не можам да изсејавам, ништо. И после ништо не Како да било. ништо не било? Не бе, Ама, ништо не нормално било. е, Само луѓе што- статијата стои, па апсолутно Баш. е нормално. Еднаш Инаку не се се сакаш случи и да не не правиш зборуваме Да. дури 20 дена. Тоа е многу. Ау, Не знам како јас се се издржа. разболев. Ја за неа не знам,
Виш, никад не сме правиле. Па крива беше затоа. Кој? Ти? Чекајте сега. Треба до крај да зборуваме на епизодата. Идеме next. Да. И јас сум таа која што секогаш попушта. Па знам. Паметни попуштам, магарац не допушта. Повели. Океј. И Идемо дале. по-возрастни. Да си живе. И постариот, слободно кажи. Да, и јас. Слободно кажи. По-возрастни. Во истата ситуација сум така да имам право да се кажам. Поискусниот, така е. Дали сте имале грешка во кариерата? Грешка како... Ја имав една која што уште ме прати. Дали сме имале грешка? Добре, До како жи- ја надминуваш? До животно ќе ми биде тоа грешка. Зошто се враќаш уште посилна после тоа? Како? Апсолутно. Да. Па фала им што ми го направија тоа све, затоа што можеби немаше да знам како треба понатаму. Многу голема лекција ми беше тоа во животот. Сериозно. Заради низината луда глава, затоа што не прочита тоа што треба прочита пред искачање на стена. Татко ми кажа, химната. Осе сега да не се навраќаме. Прочитај уште еднаш. Да не се текстот, навраќаме, познам да не се Ете навраќаме. ти У принцип, дебетата, ако знам кога се. сме кај грешките, тоа е мојата кардинална грешка за која што билион, зилион пати се извинив да, и апсолутно, пробав без да потреба не си крива. Крива си крива што сум си- како не сум крива. Па пъглу си. Добро, ама на крајот од денот пак мислам дека искочи како, не знам, стварно посилна од целата Како работа, не бе, затоа што сите се ние соочила со дома, таа не една. само она. Сите. Сите ние дома. Потпуно другаче ни се склопи, менталниот склоп ни стана по друг. Ја многу научив од тоа. Да. Јас, како незина постара сестра, многу. И од тогаш, Али добро е што вака. Да, ова ќе го титнеме. Знам, ама не може ова да се прочита, многу е далеко. Ја. Леле, ангел ќе ме убие. Ќе го додадеме во подкаст со слика, Да. а на телевизија нема да оди. На телевизија на национална фреквенција не сме. Не. Ама добро, некој Ајде, треба кажи да е ти така. некоја инаку твоја како е? грешка? Ти имаш грешка или не? Имам грешки у стайлинг. Вакви грешки А, во кардинални стайлинг, не да. сум правила, пошто јас стално викам за Она секоја е штреберка. успешна. Јас сум бубалица. Она е бубалица, ја не неслучајни сум така. размера. Ја не ништо случај не. Кај мене све мора да е код немам никаква девица. Јас сум балон. Водолија вага. Значи муж ми живее со балон веќе 25 години. Вака го држи. Затоа ја го истетовирав. Али сум бубалица. Нешто кога правам, го правам до крај. И го правам фул. Искачам од комфорт зона, сега го правам. Али сум ја имала таа среќа, зашто викаат за секоја успешна жена се крие још успешни мушкарац. Сега Дапчевиќ целата приказна бил некој кој што го држал тој балон, што стоел тука јако нешто не е како треба да се наслонам, сум на динар да направам некое С, и он само вака балонот ќе ме цимне само. Знаеш, и сум ја имала таа среќа и многу сум благодарна на тој момент и благословена што сум веќе 25 години, колку сум на сцена, ја го имам и него, ние заедно влеговме у целата приказна. Он човек спортиста, врска немал, никад не се бавел со шоу бизнис. Он почна се бави со шоу бизнис со мене, преку мене, заедно. Ние заедно влеговме у целата приказна. Ја имав таа, иначе јас сум тетреб. Бете од Тамара тетреб. У тој момент кога почнувам да се бавам со шоу биз у Србија, кај што крокодили вребаат на секоја страна. Од секоја страна те вребаат. Па сигурно. Ја имав баш таа за тоа среќа, го ти викам кажам. што Дапче го имав до мене, кој у еден момент рече, ја не могу више ова да ради, наđi менаџера, ја ќе се бавим полјопривредом. И така беше, пред 9 години он рече, ја не можам више ова, ја не знам вика више ова да го работам. Најди некој што знае. Добро. И најдаме на И дело. најдам, па неколку, пошто ја више тоа пиар, ова, она, све тоа знам, имам овде, брате. 30 години сум у оваа приказна и добро тоа го работам и не ми треба мене поише, не сум алава. Благодарна сум стварно на секој момент, на секој тон отпеан, на секој километар извозен, на секој концерт отпеан. Благословена сум што го работам ова што го работам. Ова не ми работа мен. Да. Па искачам од Интересно. комфорт зона, па почнем да глумам. Да, Разбираш, и тоа е беше многу интересно. И тоа во подоцен период од кариерата, одеднаш ние гледаме актерка и Да, сега и тоа сериозна актерка. така е, па апсолутно сега и
театарски представи Да, да, и да. настапи. Да, те очекуваме во пролет. Здрави на Суште, да. 19 април, да, во Филхармонија со мојата нова монодрама Менопауза стендап са тиено. Добро. Тамара, што е следно за тебе? Дали ќе станеш актерка или... Тамара беше актерка. Јас сум Извини, молим актерка те. секојдневно. Она е актерка секојдневна, али имаше Љубов, она приватни булка. разговори. Раскажи како се вика комадот кај што играше со Атанас. Станица Љубов, мојот оваков. Деби. Моето актерско деби имавме Да. представа во Станица 26 кога се отвори пред колку години? 10 Но- на Но 12 години. поише има, поише. И повеќе имавме представа. Да, исто така мислам дека и во Джиш шоу, Молим? Джиш шоу со Игор Џамбазов, така се викаше, едно шоу што одеше на телевизија. Да, глумевме и таму Игор и јас. да. Да, со Джуджи си глумела. Како се викаше? Джиш. Brown Sugar Baby, не ти така? Не. Ама неверојатно. Откачени тие некои Да. формати, Да, да. имав иначе- имав и преспав. Како не имаше една Две улоги. макаме улога? Еднаш те пораѓав на овакво. Да, со Даренч беше стварно трудна. Да. Па зошто да не? Тоа некогаш може да е плюс. Али не е да. Вардан мислам, беше не е режисер тоа за на мене, таа јас епизода. ќе се држам само до пеењето. И И јас тврдам тогаш Очекуваме кога ќе... нов албум некогаш во Да, иднина, зашто да, кажам да, дека да. го отправи. во април ни е план да го издадеме, почнуваме да работиме на него. Песните се веќе одбрани. Сега треба да Студио Тамара многу да, добро. тука во ова баш студио ќе снимаме. Најдобро. Некоја не ете нека биде круна на мојата 25 годишна кариера, што разбира дека не е крајот, Не може пошто сачи. Уна, тек е почетокот. Да, си луда. Тек е почетокот, али дете ќе крунисаме мислам со албумот на мојот живот. Прекрасно. Знаеш ли какви се? Значи добра пролет не чека. Јована, знаеш ли какви се песните? Не знам, затоа што е No. тајна. Ама ќе дознам. Здрави. Да. Толико о томе. Добро, женски сега што делот од развојот на музичката индустрија, кариера, што и да и на шоу бизнисот е бизнис, тоа што кај нас искрено многу ретко се зборува. Какви сте имале ли некогаш незгодна финансиска понуда? Да отидете некаде да пеете без пари затоа што ќе ви помогне во кариерата или нешто слично? Сигурно ова било почесто на почеток на кариера. Тоа сакав и јас меѓутоа, да го многу кажам. често им се Секогаш било случува тоа, на мислам, било се артист. случувало порано. Да, сега Кога добро. кога немаш тим, кога немаш луѓе кои што работат за тебе. Ја на пример цел живот сум работела сама. Јас сум одела сама у кола, ке сум влезела, од 9 до 11 сум пела у Прилеп, од 11:30 до 1:30 у Битола и сум се враќала дома со се штикличките непресоблечени. Тоа сум го правела, со години сама сум функционирала. А сега? Сега имам огромен тим кој што стои позади мене. Мислам, без тим ништо не правиме. Апсолутно. И Без- веруваш без- дека се гледа тоа, како мислам не. сигурно. Па и оној успех на Евровизија беше исклучиво поради добриот тим. Тимски, па да. Значи без добар тим ништо немаш. Апсолутно, а како се создава тој добар тим? Дали треба да се луѓе од доверба или екстремно Апсолутно. истакнати во областа? Не, Зашто- луѓе од доверба. Луѓе од доверба. Многу е Вредни битно. луѓе од Да, многу е доверба. битно да се луѓе од доверба, зашто И да се вредни, да не сте ленчуги. Да, зашто тоа се прво пред се и приватно за тебе некои нови работи кои што треба да ги доживуваш. Значи многу мене ми е побаво да сум со луѓе кои што ги знам и кои што ме знаат и кои што знаат како дишам. Добро, Да еве бидат- со Коста Петров. Како знаеше дека ќе направи толку добар текст кога претходно не пишувал текст, на пример, за Сега ќе ти песна? кажам зашто. Да песна не, али Мојата убавите мојата интуиција е мојата најголема доблест. И тоа што јас го чувствувам кога нешто треба да се случи, точно знам кога не треба да се случи и кога треба да се случи. И никогаш не ме лажала мојата интуиција. И тоа е тоа што уствари со години мене многу ми допринесува и ми помага во реализација на проекти и на се. А видиш, Тамара има интуиција за работа, ја немам интуиција. Таа Како интуиција ја немаш? немам. Ја имам интуиција за комуникација со луѓе. И ги гледаш дали О, се... да. Ги чита, Да, окей. читам као буквар, не ми треба ја лекарска тука анамнеза, немам. не ми треба ништо, ја те читам бачане од врата. Да. Али за бизнис, за каки? И добро Дупе кога и треба да шешир. се даде цена за настап за едно за друго, тоа да, кој го Милан, прави? ја тоа не.
Ја порано го правев тоа. Ali од последниве, да речам, 10 години има луѓе кои што го прават тоа за мене и мене ми е многу лесната, например, таа. Како што треба да биде. Така Е, и па, треба фала да биде Богу, зашто ти си уметник, друго треба само да ти е битно дали е шур S58 со жица. Ни тоа не ми е битно, имам тонец за Така тоа. е. Добро, мене ми е битно дали и мирот ми се добри овие што се за монитор, дали ми е све, дали имам батерија и тоа е тоа. А останатото све си имаш луѓе кои што си го работат, официри, ја ги викам официри. И многу е полесно. Се е полесно. Па нормално бре. Па Јас сигурно, јас затоа гледам, што се фокусираш јас на сваќам тоа што колку треба сум и се така. мачела Нормално. уствари, Да. колку стварно не ми било добро, што све морам сама да направам буквално. И шофер себе си да си сум, и менаџер, и се. Тоа верувам дека е така како меѓу Стресно. крокодилите да се избере тим. Да знаеш дека никогаш Добра нема е. да те... Како преку Па, крокодилите? реално. Па како да избереш тим така што го оставаш тоа на некој што многу подобро ги знае тие работи, тие релации со тие луѓе, поготово кои вие крокодили у Србија. Jer тие крокодили кои што ти ќе ги имаш до тебе, се крокодили кои што комуницираат Со и другите Србија, крокодили. и со Босна и Херцеговина, и Со со другите. Словенија, и со другите крокодили, и со диаспора, пошто пазарот на кој што јас настапувам, не само како пеач, и како глумец, е многу поголем. Значи не е само Србија, него Така. и Црна Гора, и Босна и Херцеговина. Значи имам крокодили у Србија кои што комуницираат со крокодилите у сите тие центри. И мене ми е битно сега у последно време на каков под ја играм представата. Прекрасно. Е, тоа е единствено што ме брине. И дали има вода таму, кажа, пошто пијам вода цело време дуре. Пошто сум жена у менопауза, текстот, играм да, жена у да. менопауза. Не, текстот више е Текстот влезен, е докториран. мафа. докториран. Фала ти за Текстот тоа што е играш влезен. жена во менопауза прво и основно, затоа што сум ти благодарна како жена прво, затоа што фала тоа ти. на сите ни следи, Така. а скоро, Тоа е па природна посебно работа. на Балкан не се зборува. Тоа е Па ние сме кјут, така кјут сме, избриш си. многу чудно сме воспитани ние жените на Балканот. И мали која бевме. Не, пази комчиката да не Да, те да, види. да, имаш улошка, ти има дуби. Природно е човече ако си добила. Исто како со менопауза. Ја што бе вруче, чути се стромила менопауза. Разбираш, ама што да ќутам бре човече, тоа Сега е цела потпуно представа, нормално. па ќе видите. Ама не, ама тоа е потпуно нормално секоја, Согласна. не секоја втора. Природен ток на Секоја настаните. жена. Апсолутно. Некогаш се случува и многу порано да влезат у менопауза, оние некстрекни мачени жени кои што прошле низ некој онколошки проблем, па се влезени во предвремена менопауза. Моја другарка многу добра е влезена, Ивана Петерс, Ивана Негатив. Ивана Негатив е влезена у предвремена, она е одамна излезена у менопауза. Сега ние сите влагаме у перимено, а она у не све спаѓа од смење. Што е, вруче? Прочиче! Да разбираш? И добро е у целата приказна што сега имам можност, фала му на Бога што ми е тоа дадено, да јас го разборувам тоа гласно. Jer и сама поминувам сега моментално низ така наречена перименопауза. Она што предстои пред да полудиш скроз. Да. Али во Не ми е 21. добро век, кога слушам. само да ти кажам, во 21. век постојат разни некои суплементи кои што може да ти помогнат, разни некои ситуации кои што не се хормонски, кои што се без сигурно. фитоестроген. Баба ти Пава ги имаше сите Па тие. Па добро, сакам да ти кажам, има во мојот комад. Хормонални терапии, се Така има и нехормонални Има, да, терапии. како не, немаме појма. Има. Ме на времето немале ништо, па не ни осеќале ни Има м во, од во менопауза. мојата представа, ја спомнувам баба ми, односно не мојата баба, него Него на на таа Марина. Марина Станковиќ која што ја играм. Сега вика ќе се сетам на мојата баба не знаеше што е естроген гел. Да. Ако те боли, прегрми. Што ти е? Да. Вруќе ти отвори прозор. Судо ти е. Па намажи свинска маска. Те нервира мушти, затвори врата, ја здраво. А Или сега уши клима некој имаме, дупно. можеш да замислиш. А ја последователно викам, а ја 21 век, имам све суплементе, лубриканте, климу, баба ми се бре преврче у гроб. Разбираш? Мислам дека титул ќе треба на пола емисија. Е, да добро, стави. да. Јас се извинувам што не зборувам литературно македонски, се трудам,
се обидувам, да ви кажам, ама можам јас и да се обидам до крајот на ова моje излагање да зборувам на литературен македонски, ако милувате. Милувате. Не, милуваме супер зборувањето, мислам и така треба. Некои ќе Апсолутно. одат на 3 години, ќе отидат во Австралија и се враќате. И не знам, да. Одиме по стритот со Каро Каро. да биде all right за Македонија дадовме $2. Ше, Прекрасно. човече, па мислам да се разбереме, а Да, не живеам да, овде довче. 25 години, се трудам, се обидувам се. Добро. Пак скопскиот дијалект, мислам дека си уфрлува од време на Да, време. ама па некој нормално е, стрпизам, мислам дека ќе помине. Да. Сакам да ве прашам дали некогаш зборувате и колку многу, кога ќе речете не зборуваме за музика, не зборуваме за песните, не зборуваме за работа, дали си стоите на зборот, затоа што сите луѓе кои што се фамилиарно вклучени во иста индустрија, а вие, фала Богу, сите сте, не можат да ги одвојат работата и приватниот живот. Не мора ние да си кажеме, ние ќе си се осетиме дека више нема Ние две потреба. нема потреба да збориме сега више. Да. Ма как? Не, ќутиме. си ќутиме и само со еден поглед. Само со еден поглед све си кажуваме. Ние сега бевме Маврова на 3 дена да си почутиме сами двете. Без деца, без никој. И си ќутевме. И си ќутевме, вика, што ми е убаво, никој да не ми звоца. Остави го телефонот, дај да збориме. Дај гледаш сега со кого збориш сега. Да, О, остави го лепота. Нетфликсот. О, Ајде да легнеме да спиеме. И така. Тамара многу сака така да си пушти филмче. И она да го гледа И ја наместо го гледам мене. до крај, а сум го гледала више што е најлошо од све, ама не можам да го оставам. Јас А она е пијам. од 10-тиот минута. Што сега пак треба да го гледам филм. А не можам да го угасам, се греот. Ние сме Ја, така може по да дома, да. Бог да чува. Те разбирам. ама- Тамјан донесите овде да окадиме мал. И сега приватно прашање. Што никогаш нема да научи Тијана, што никогаш нема да научи Тамара? Ја нема никош да научам да ставам лајнер како ти. Никаде нема да научиш да шминка како сестре. Само да влезу записник денеска, прв пат после 1000 години, пошто ја се научив сама да се шминкам. И тоа одлично го правам. Тоа не го кажувам ја, Да, тоа да. го кажуваат озбилни мейкап артисти како нашиот заеднички пријател Дарко Мишовски, кој што двете Поздрав. не шминкаше денеска. Голем поздрав, другарче, за тебе, фала ти. Значи, јас сум учела од сите мейкап артисти што ме шминкале, не сум као Тамара да булјам у телефонот додека он ме шминка, него ја гледам шо преј. Не, И што ја е гледам, добро, што пред што само не. што мене ме мрзи. Не, тоа ја да го мрзи, правам. мене не ме мрзи, мене мука ме натера, сестро. Jer ја да се нашминкам за некоја емисија од Вождовац да отидам на Врачар, Да. или у центар кај мој Джики, кој што ми е многу добар другар, кој што е мейкап артист, мене ми треба 2 сата. Да. Кој за 2 сата и кафе ќе пијам, и ќе си стуширам, и виклери ќе знам, све ќе направам. А она не. Значи, она никад нема научи ајлайнер да овако да става. А Тијана да ја издадеме, зашто нема да научи? Ајде кажи. Не знам, ти кажи. Што нема ја да Што научам? не си научила никад? Што не сум научила никад. Да, што нема да научиш. Нема никад да научам да пеам као Тамара. Ама нема, стварно. Жими мајка. Тамара ја има... Прво, Тамара има многу поздрав глас од мене. Зошто? Зошто прво е школован глас. Ја никогаш не сум одела во школа да го школувам мојот си глас. челист. Јас сум челиста по вокација. Јас сум инструменталиста. А Тамара е завршена академија соло пеење. Почната како сопран, завршена како мецо-сопран. Па нормално. И тоа знаеш зашто завршив? Зашто? Извини што ги добре ги. Ајде кажи. Тамара, ајде више мислам дека е време да дипломираш, кажи Мислим дека е доста. Што сакаш, еве, молим те, кажи ми што сакаш да ти купам за да дипломираш, татко ти овде ми се качи. Сите ми се овде каче. Викам, сакам Да идам у у Њујорк. Њујорк да идам да ми купиш авионска карта. Опа. Утре ќе ти ја купам. Кога ќе закажеш? Тоа е у јуни. Кога ќе го закажеш дипломскиот? Викам у септември. 9.9.2009 дипломирав. Прекрасно како мецо сопран. 2010 отидов у И отиде у Њујорк. За тие што не знаат, мецо сопран е еден од најмокните. Апсолутно. Не, сопран е највисокиот, Највисокиот, сопран ама е Сопран е Сопран има- највисокиот, Ама а јас- добро рече Јована. Да. Тоа е најмокниот Ма глас јас е требаше да лирски сопран, дипломирам. па мецо Ја сопран. требаше да дипломирам као сопран, али кога свативме дека мене тотално ми е паднат И гласот. не можеш да пееш Джилда од Да, Риголето, него ќе нема пееш шанса. Кармен. Ќе пееш Кармен, ќе пееш. Па да. А и да, и така дали, така. За воднички се мецо сопран, Да, така така обично, е. па што?
Така, ај кажи, речи. Кажа, Ја да, никад да нема да научиш научи. за А Тамара, ако ме прашаш, Тамара што нема никад да научи, освен што нема ајлайнер да научи да става. Никад нема да научи да не биде толку избувлива, се вика? На српски е плаховита. Значи, нема кај неа испеци пареци деци. Да. Тоа никад нема Него да научи. што на ум, то на друг. Ама битно не лажеш. Не. Тоа е нешто како Не бе, плюс. наопако, нема тоа врска со лажење. Нема тоа, Да. само Не, self-control се вика тоа. Тоа се вика ручна, брат. Нема ручно за Е, ништо. па тоа е. Ама кога ја прашав дали да снимаме опции во студио музичко или да снимаме во нашето студио пење и слично, кога ја спомнав како беше она со матрица, само ми рече бљак. И Бљак, мене тоа Бљак, беше па нема бе, јасно. најубаво е живо кога имаш жив инструмент, па макар тоа била и дромбољ или чегартаљка. Кога имаш жив инструмент, Таљка. па го имаш све топ дела топ. Што ќе слушаме за Каде? кратко овде. Па ја можам да пеам само од Лилја Батлер. Душко, Душко. Пошто гласот ми имам ларингит, прекрасен, може да се слушне дека имам и синузит и ларингит, десното уво ми е зачепено, пошто пеев на -9 сега за Нова година, на ветромети на една, сите се болни од бендот, никој од кревет не може да стане, јас сум супер. Да, со оглед на како другите завршија. Така е. Мојата докторка Нена ми рече, земи пи тоа и за 2 дена ќе бидеш добре. Јас сум веќе подобро. Така што од мене може да добиете само прасечи бокали. Јас многу ја сакам таа нејзина негатив и без нејзино знаење на Марко Илиевски, нашиот млад гитариста кој што денеска ќе не прати, му кажав да ја спреми негатив. И она прескако рече... А од дели ја свири? Марко, ќе ја свириш од се! Вака направи. Брат, Нема кај Може. Марко. Иначе Марко има 17 години. син. Тоа се изненади. Да, Марко има 17 години, е мојот нов гитариста. Ма за И плав. е, да, Срцк. е многу талентиран и многу златно дете. Прекрасно. Пиле мало, бебе. А заедно што ќе пеете? Нашата. Признавам. Не можам без тебе. Како што таа Наша на е сите таа. нас. Да. Ти која е твоја? Ај погоди. Ај погоди, имаш што 3 пути да погаѓаш. Песната која што никад нема да ми ја даде. Сакам да ја снимам на српски и не ми ја даде. Таа на љубов среќна песна, ама јас имам неколку фаворити, така што немаш одма да Која ти е победам. омилена песна, Тамара? Јас сакам сино многу. Па сега сакам да те гушам. Мене ми е омилен. Сино ми е на прво место, одма после неа е тешко без тебе, па довидување таго. Ја таа ја сакам. Највише у свет ја сакам довидување таго. А Немирна? Како? Немирна. Јас Немирна, ти бетер. Ја сакам Немирна исто, али мене довидување таго ми е на душата. Да. А сино е... Од сино има Поздрав од дечко ми. Од сино има И од човече Од 2004 кој сме Жоакин 22. Ма немој, ви како те? Многу сме стари. Иначе Не, Тамара ми рано ја поклони. почнавте. Значи, у Да, ваша Тамара ми ја одбрана. поклони мајцава. Со дечкој. Ова е Хоакин Феникс и преска кога ја видов мајцата, викам конечно сме заедно со Хоакин. Барем вака. Срцка. После 25 години одлучи да си фатиш нов дечко. Ау, па не ова прв? Добре. Доле си ти нон. Знаеш ли колку... Прво бев во веза со Кифер Саттерленд. Никогаш не беше обавестен дека сме. После со Джерард Батлер. И кога го видов Джерард Батлер на журка у Београд, до цицкам. И викаш. Века ми бреке си работа. После ми беше дечко Колин Фарел. Он најдобро. И братучет ми, да, он најбој дечко беше. И братучет ми, кој што живееше во Лос Анџелес, заврши Стил Адлер актерска, да, академија за за театарска и филмска глума. И ми рече, кој Колин Фарел, можеш бурек над главата му јадеш. И тогаш сватив во разговор со... А дека она на сите може бурек да им Меѓу јаде другото, од глава. после дознав, дружејќи се со филмските работници во Македонија, снимајќи го преспав толку години и од Вардан, и од Мунко, и од Дина Дума, и од Изи, и од сите тие луѓе кои што се филмски работници во оваа земја, сите ми го објасниле тој момент зошто се сите тие холивудски глумци толку кратки. И ово е краток. Заради сценографијата. Не може, брат, ако имаш 2 метра, не може да те стават у ниеден сет.
Зашто да Семюел Л. Джексон играл Каква толку малку негативна филм, дискриминација. 2 метра. И после Колин Фарел ми беше Хоакин Феникс, а после Хоакин Феникс јас сум увеза со Том Харди. Ова ми е уствари бивши дечко. Аха, па Харди добро. ми е сега дечко. Одамна ти. Најс. Па сега овој на Франкенштейн дечко во она. Ау, Елорди! заборавивме. Ама младе многу. Јакоб Елорди ми е дечко на двете. Ќе се степаме. Немојте сега. Уствари што има веза? А најако е дека На подкаст ќе го пуштиме, нема на национална телевизија. Али не знаа дека не се обавестени. Да, никош дека уште не сме се во веза. обавестени. Да. Ке им пишеме дописи. Да, ве молам, не забравам. Никако, тама работа. Женски ве прашувам, кои професии би можеле да ги работите, ако не го работите ова што сте денес? Ајде. Одговарете ми со да, не, може би. Која прво? Која Двете во сака? исто време. Добро, А, не, ајде. двете во исто време. Ајде. Знам. Еве, поголемата прво. Поискуснат. По искусната. Стюардеса. Може би. Тамара? Не. Кол центар. Ау, не. Не никако, дали си нормална. Ке уживаат луѓето. Па отиде гласот за 2 дена. Што ти Да, да да, да, да. Ке уживаат луѓето на. Кореограф. Да. Ете гледаш. Археолог. Не, се откопавам гробови. Бе, таму. Многу мора да сакаш ти тоа гробови, да сакаш да откопаваш. Реално тоа е. Посебно Сум играла диагноза, откопувач на гробови у представа у Звездара театар. Маратонци трче почасни круг. Али Милица Краљ на времето 2014 направи каст све со жени. Значи, на Душан Ковачевиќ текстот Маратонци трче почасни круг е све со мужи. Да. Кај што се Виченти, Аксенти, Максимилијан, Били Питон, Зоран Редмиловиќ и така дале. Она го направи кастот све со жени. Фер. Ја бев Билја Питон. Значи, главна преокупација ми беше ископавање на гробови, така што може у таква ситуација, али ова не. Психолог. Да. Ма какви ме, ја не могу да живим с мои будали у главу, а да слушам некои други, ма беге ме таму. Тоа е зезнато. Нема шанс. Адвокат, судија, значи правник. Знаеш дека тоа сакав да студирам кога бев мала. Среќа за сите што одлучи музика. Мене ми е тоа досадно. Не, ја многу сакав. Јас сакав да студирам криминалистика. Буг дечу. Боже, Што да ти просто. кажам, иначе многу би сакала, да. Сметководител. Не. За пари не прашувај. Немој, молим те, Ние со двете пари не сме. знаеме. Ние сме двете со дупки во џеповите. Туристички водич. Да. Не. Како не И бе каде би ги путуваш и носела ако- Сегде. Аме добро и По треба Азии, таму по да Африки, по и Америки, треба по- да им збориш, да им раскажуваш, а не да си уживаш и да си шеташ. Па уживам, шетам и раскажувам за тоа што се знам врзано за Лупам, Валенсија. Библиотекар. Може би. Јас сакам да читам, сакам библиотеки, сакам книжари, знам да заглавам некојаш и да искупам мал милион книги, купувам книги. А со деца учителки во градинка би биле? Да. Не. Ето гледаш. Некој кој има искуство вишедецениско со работа со деца и концерти со деца, значи ја веќе 15 години, сега веќе не, у последниве година дена, тоа го отклонив. Имав можност да работам со деца, концерти за деца, интерактивни концерти за деца, со детска музика, со... Ама друго е градинка. А колку се искрени децата? Се, бе, реци брат, ама се. не, Јас многу е скоро проблем. бев во едно основно школа, како изненадување од учителката на децата, пошто сакала сакам да ги учам за македонската музика, што ми беше мене Прекрасно. многу прекрасен момент. Ретки се тие И учителки. отидов во Песталоци, во твојата школа, Нормално, во па каде? пето оделение, во еден клас. Прво се изненадив од воспитаноста на децата кои што ме пречекаа Шо таму. да се изненадуш, бе, тоа е песталоци. Па нема врска. Нема што да се Не, него, изненадуш. што се- јас знам какви се денешниве деца, мислам. Никој прво немаат, не можат да те сослушаат повеќе од минута тоа и пол. имаат многу теж... Кратко траење имаат на фокус.
Не се фокусирани се од TikTok. И мислам, ме воодушеви нивниот пристап кога дојдов, кога дојдов, само им влегов у моменту у училна, додека они имаат музичко и учителката ги учи за македонска, се ежам кога зборам, за македонска музика. Прекрасен момент ми беше тоа. Да се постари деца. Они мене, човече, ми направија интервју. Се што ги интересира. И што те праша? Не знаеш какви прашања ми поставуваа, се онака, викам, браво, супер прашање, на секој му викав, браво, супер прашање. Пример? Они беа па сега пример, не знам. Која ти е омилена песна твоја што си отпеала, што те натерало да почнеш да се бавиш со музика, мислам, сериозни прашања. Кои ти е омилена артист и така да. Значи, сериозни прашања, не детски прашања. И таков момент ми беше тоа, и од такви ситуации, пошто јас, например, кај деца во моја школа, знам да отидам, знам да им влезам у училна, да им правам шоу унутра. Да, сме слушнале. Така што многу би се пронашло нешто такво. Па предобро. Колку е битно за децата да им дојде некој да ги спочитува што може се огледуваат на тебе или на тие на и одеднаш доаѓа и за секогаш го памти тоа. Така е. Но тоа е најбитно. Како јас кога дете што памтам, сум го запознала точно за секогаш го памтиш тоа, значи нема назад, исто така и тие. Јована, љубави да ти кажам, тоа е многу битна работа. Зошто? Затоа што децата поготово во тој тој е најфрагилна фаза од животот и они се памтат. Ти можеш да му направиш траума forever and ever на тоа дете. Или да го оправиш. Сведок, не, сум била сведок. Кога еден мој колега, за жал, можам да го наречам колега ми е, не завршен академија. Не сакаме да знаеме кој е. Не сакаме да знаеме кој е. Така, буквално оттурна едно дете на мои очи, дете од 7 години кој што сакаше да се слика со него. Буквално вака му кажа, ај склони се животот ти. Значи, што вика оваа Марина Станковиќ, уста нисам питала што сам му рекла. Значи ти не, викам, ти сваќаш дека на детето му направи траума, викам, за цел живот, човече. Да. Тоа се мали луѓе. Да. Тоа се господа. Пази, притом е нај како да ти кажам, најискрената публика. Апсолутно. Никој така не те доживува како они. Али најтешко. Да, факт. Не погреши во 45-тиот минут од концертот почнуваат да зеваат. Што сакаш да направиш? А организаторот инсистира на тоа да ти бидеш сат време. Да. И ја така викам, окей, таков е репертоарот, ја викам, ако видам некој да ми зева или да не ме слуша, ја го прекинувам концертот. Не погреши во 45 минути. Зошто толку трајат часовите? Да. Па и многу е за овие деца денеска и 45. И многу е битно да се прави авторска музика, детска. Децата да не слушаат по разни родендени, градинки и така натаму и игротеки, да слушаат разни Нучи, Девито, Теита Иронич и така дале. Само да ти кажам, јас uz дужно поштовање на сите тие луѓе кои што се бават со музика преку TikTok, секоја чест, али на детето во таа фрагилна возраст му треба авторска детска музика. Па Иве, тука се снима и светот на Биби. Така е, тоа видео. Значи, нашите внучиња на наша сестра, деца, близнаци, Ања и Алекс, Биби, Боби, тоа е све. Закон. Све е Биби и Боби. У секој така што дел од домот. инсистирајте на тоа, за сите родители да се прави авторска музика детска и да им се нуди на тие деца убава музика која што е приемчива за нивните ушиња, а не да им се пуштаат, Боже мо, прости мајко Божја, да не кажам што не се за нив. Ете така. Ама и не сме свесни колку музиката ги гради децата. Знам кога се снимаа некои од песните на Светот на Биби, Ангел имаше еден добар коментар дека му го развива различно мозокот ако му дадеш малку покомплексна мелодија. Значи, тие луѓе кои што работат музика треба да создадат соодветна музика за децата и развојно и на секој друг начин на децата, затоа што се прекрасни, во секоја уживаат, така што тешко е, тоа не е до децата до нас. Многу е потешко детска песничка да направиш, него ли за возрастни, да знаеш. Тоа може да ти потврдат и музички продуценти кај нас кои што прават и музика за деца и за возрастни. И потешко е, дефинитивно многу потешко. Сигурно е потешко. Наједноставното за сите е најтешко да се направи.
Ја имам таа среќа да имам снимано, знаеш ли колку детски песни имам снимано авторски? Преку 20. Кои што биле изведувани на разни детски белградски пролети. Пролети. Како го, не можам да го, не знам како го преведам. Ние само лета имаме и затоа имаме пример, нели, музичко лето, културно лето, ама пролети ама ова е немаме. пролет, како што е Белградско пролече, големиот фестивал има детско Белградско пролече. И имам преку 20 песни снимено кои што се хитови. Оđете да певате гуски плюски. И така, значи многу прекрасни. Децата се навистина најубавата, али во исто време и најтешката публика. Вака и треба да завршиме за целата публика, ќе уживаме, ќе ве слушаме вас. Јас сега ќе се заменам со прекрасниот млад Марко, кој што ќе дојде да свири. Сигурна сум дека и тој почнал да свири затоа што слушал некакви детски песни како млад, па сега на 17 години настапува со Тамара и со тие нешта. Само по себе успех. Да. Многу ти фала што не викна и што се дружевме со тебе. Многу ми беше убава. Фала и на вас, и мене ми беше прекрасно. Се гледаме пак. Чао. Чао.